поради сериозно нарушување на угледот на Министерството за труд и социјална политика, јавно го повикувам дополнителниот заменик министер за труд и социјална политика, Диме Спасов, да се повлече од политичката функција дополнителен заменик министер за труд и социјална политика. Јавно го повикувам и директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија со истечен мандат, Владо Поповски, да се повлече од функцијата директор, затоа што постапил неодговорно и спротивно на неговите права и обврски. Без никакво право и без никаков документ, спротивно на правилникот за користење на службени возила на Агенцијата за вработување на Република Македонија, овозможил користење на возила во сопственост на Агенцијата на неовластени лица од Министерството за труд и социјална политика. Без никаков валиден документ, лажно ја информира јавноста за постоење на некакви договори помеѓу Агенцијата за вработување и Министерството за труд и социјална политика за давање на користење на возила на Министерството. За информација на јавноста, а и за директорот, да, има договори во Министерството за труд и социјална политика, со кои се спроведувале одлуките на владата од 12.8.2015 година и на АВРМ без надомес му се отстапени 4 возила. Тоа го регистрираше Пописната комисија за редовниот попис на ствари во Министерството во декември 2015 година, тоа го констатираше и Комисијата за попис на ствари, вореден попис на ствари, што ја формирав во септември оваа година. Го повикувам директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија, наместо да бега од својата одговорност за негрижата за материјалните средства на Агенцијата за вработување на Република Македонија, да ја одговори на јавноста на неколку прашања. Ако 4 возила кои му биле дадени на располагање на дополнителниот заменик министер се во собственост на МТСП, зошто во април оваа година регистрацијата и осигурувањето на возилата се на име на Агенцијата за вработување на Република Македонија? Дали е вистина дека постојат дупликат картички за гориво за овие 4 возила, едните на име на возачите на Агенцијата за вработување на Република Македонија, со кои се полнело гориво на бензинските пумпи на Пуцко Петро, а другите на име на лица од Министерството за труд и социјална политика, со кои се полнело гориво на бензинските на Мак Петрол. Например, 8 фактури за гориво, од кои 4 се подпишани од возачи во Агенцијата за вработување, а 4 подпишани од други непознати лица. Дали инцидентот на дополнителниот заменик министер со возилото на Агенцијата за вработување, кој невластено го користел со ваша дозвола, беше причина за викенд работата на архивата и на други служби во Агенцијата за вработување на Република Македонија, а веќе денес да продолжи со сериозни закани на дел од вработени, кои водат службени евиденции за сето ова горе наведено. Денеска кога суд во Република Македонија осуди лице на казна затвор за украдени 8 тегли ајвар, незамислива е леснотијата и силеџиството врз правото и законите што се обидувате да го направите, за да ја избегнете одговорноста за вашето незаконско однесување. Законот мора да важи за сите граѓани подеднакво во Република Македонија. Од овие причини и од интерес на угледот на Министерството за труд и социјална политика и Агенцијата за вработување на Република Македонија, испречување на секаков обид за прикривање или уништување на службена документација во институциите, барам Диме Спасов и Владо Поповски да ја преземат одговорноста за нивното неодговорно и несовесно работење и да се повлечат од политичката функција дополнителен заменик министер за труд и социјална политика и директор на Агенцијата за вработување на Република Македонија, повторувам, со истечен мандат. Благодарам. Повелете прашање.
Аврамо, спротивно до договорот кој вие вчера ни го прикажавте, отстапува тие возила на Министерството за социјално меѓутоа договорите со 2016 јас убидов вчера јавност. Сепак, дали е можно да постои таков договор да може да име спасат согласно с Аврамо да ги користи возила? Значи кога веќе директорот обелоденува информација и реагира на пресконференција која што ја одржа вчера, тврдејќи дека постоела некаква документација, јас очекував денеска да ја видиме таа документација и да зборуваме со факти. Фактите зборуваат спротивно на она што го изнесе директорот неодговорно и не знам од кои причини, затоа што минатата година во септември се склучени договорите кои што се впрочем извршување на одлуките на владата на Република Македонија за отстапување на 4 возила без надомест на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Доколку постоело некаков документ кој што бил направен после склучувањето на договорот, за кој што не може ни директорот сам да презема и да отуѓува ствари без одлука на владата на Република Македонија согласно Законот за управување со движни и недвижни ствари имот на Република Македонија, тогаш службите во Министерството за труд и социјална политика ќе ги имале тие документи и ќе биле запознаени со нешто што е во овој случај не аргумент на директорот. Дополнително, минатата година во мојот прв мандат направивме попис на сите ствари во Министерството, вклучително и на возниот парк на Министерството. Еве го извештајот поприлично обемен тука, во кој што се забележува болдирано, односно маркирано, дека согласно одлука на влада овие возила кои што во 2015 пред отуѓување биле собственост на Министерството, со одлука на влада сега веќе не се собственост на Министерството. Дополнително, воредниот попис на возниот парк, што го направи во вториот мандат со извештај од 29.9, го констатира истото, дека не се попишани 7 возила од возниот парк во Министерството, затоа што тие 7 возила, согласно одлуки на влада, меѓу кои што и 4 возила за Аварама, се собственост веќе на друго правно лице. Така што еве ги одлуките на владата да ги видите. Договорите се направени врз основа на овие одлуки на влада. Дополнително, во полисата за осигурување од автоодговорност на возниот парк на Министерството за 2016 година, овие возила не фигурираат. Што значи дека тој што ја направил регистрацијата во април на овие 4 возила, а тоа е Агенцијата за вработување, ги осигурал како собствени возила 4 возила за кои што зборуваме денеска. Volkswagen Passat, Volkswagen Touareg, Golf 6 и Alfa Romeo. Сега доаѓаме до прашањето дали е возможно и дозволува законот на Васкоповски директорот да ја ополномошти дополнителниот заменик да управува со тие возила. Согласно овој правилник, кој што е подзаконски акт на Агенцијата за вработување на Република Македонија, јасно е утврдено која е обврската на директорот во делот на управувањето и располагањето со возилата собственост на Агенцијата за вработување. Тука во ниту еден член не постои никаква можност директорот да овласти, да оттуѓи или да стави на располагање возило на лице кое што не е вработено во Агенцијата за вработување на Република Македонија на неколкуте позиции кои што согласно овој правилник им е дадено правото на користење на службено возило и дозволете да го нотирам моментот во правилникот во работно време од 8:30 до 16:30 часот. Предпоставувам тоа е она повикување на GPRS уредите и злоупотреба на користењата на возилата надвор од она што е пропишано во правилникот. Дополнително што ниту министерот за труд и социјална политика,
ниту директорот на Агенцијата за вработување на Република Македонија може да отуѓува движни и недвижни ствари без одлука на влада на Република Македонија. Така што и да имало такво некаков документ да се покаже сега во јавноста, претпоставувам сето што ќе се покаже претходно би било со некакво антидатирање на документација, не е законски, затоа што не поминало на одлука, односно на седница на владата на Република Македонија. И ова е дополнителна причина што за добро информирање на јавноста и за преземање на одговорноста за лажното информирање на јавноста по овие прашања, очекувам дека директорот ќе свати сериозноста на функцијата што ја има, меѓутоа и штетите од незаконското постапување што во овој случај се нанесени. Во текот на утрешниот ден, до владата на Република Македонија веќе е подготвена информацијата, до основното јавно обвинителство на Република Македонија ќе поднесам кривична пријава за злоупотреба на службена положба и овластување во врска со послужување во службата помеѓу за лицата кои што во овој случај незаконски располагале со возила во сопственост на Агенцијата за вработување и ќе побарам дополнително државното правобранителство што по закон го штити иметот на државата да направи дополнителен напор да ги истражи сите оние наводи кои што ги спомнав, а за кои што имаме сериозни индици и докази да веруваме дека се вистините, да ги преиспита и дополнително да се произнесе за одговорност од едно такво постапување, што не личи на еден одговорен функционер во институција и во влада на Република Македонија. Благодарам. Ако има дополнителни прашања, повелете. Извинам да се мора на крај околу кривичната пријава. Може по-прецизно малку на кого се поднесува кривични пријави за лицата рековте кои незаконски располагале се мисли на една спаса? Да, на тие што ги повикав да си поднесат оставка. Да. Има и некои други лица? Сите останати ќе оставиме јавното обвинителство да си ја проучи инволвираноста на сите други кои што се наоѓале во некаква позиција и улога во целокупното работење по тоа. Исто, еве, ако ви значи нешто ова информација, а во контекст на ова што го зборував и вчера, по однос на утврдувањето на одговорноста за возачот во Министерството за труд и социјална политика, со едно штуро образложение од 4 реда на писмена наредба која што му беше дадена како обврска да ја изврши во текот на вчерашниот ден, добив информација дека е на користење на боледување од вчера, што значи дека функционира проверената рецепта на директорите на центрите за социјални работи, дека секогаш кога се фатени во некаква одговорност, го користат, односно го злоупотребуваат правото на отсуство од работа заради болест. Ке очекуваме во следниот период да видиме како ќе се развива ситуацијата по однос на овие прашања. За сите останати кои што ќе следат во следниот период, навремено ќе бидете информирани. Вие проверивте на третиот кат? Јас не го видов. Дополнителниот заменик министер. Нема, не. Како што немав ни претходно кога заедно со директорот исполнува и други агенти во просториите на Агенцијата за вработување.